Европската комисија испрати барања до YouTube, Snapchat и TikTok да ја достават дополнителни информации за дизајнот и начинот на функционирање на нивните системи за давање препораки на корисниците. Барањето е испратено согласно Законот за дигитални услуги на Европската Унија, кој ги обврзува онлайн платформите да преземат мерки за намалување на ризиците кои произлегуваат од нивните системи за препораки, вклучително и оние кои може да влијаат на менталното здравје на корисниците и кои се поврзани со ширењето на штетни содржини. Комисијата бара од YouTube и Snapchat да ја достават детални информации за параметрите што ги користат нивните алгоритми за препорачување на содржини на корисниците, како и нивната улога во засилувањето на одредени системски ризици, вклучително и оние поврзани со граѓанскиот дискурс, менталната благосостојба на корисниците и заштитата на малолетници. Барањата првенствено се однесуваат и на мерките за спречување на ширењето на илегални содржини и на промовирањето на нелегални дроги и говор на омраза. Од TikTok, пак, Европската комисија бара да ја достави повеќе информации за мерките што ги презел за избегнување на манипулациите и злоупотребите на услугата од страна на злонамерни актери, како и за намалување на ризиците поврзани со изборните процеси, плурализмот на медиумите и граѓанскиот дискурс, врз кој може да влијаат одредени препораки до корисниците. Трите платформи имаат рок за доставување на бараните информации најдоцна до 15 ноември. Врз основа на добиените одговори, комисијата ќе донесе одлуки за нејзините следни чекори поврзани со овие прашања.